Не баре раскажува филмско сценарио, а не реална ситуација која му се случила во дворот кој му е доверен да го среди. Директорот на сите затвори изгледа гори од желба да биде режисер, сценарист и продуцент на заводлива крими приказна. На 22 во пред затворот Штип доаѓа едно возило. И самиот настан се случува во 21 сатот и 40 минути навечер. 21:40 не ни може да биде наутро, но тоа не е ни важно, бидејќи директорот полека почнува да навестува делови од содржината на трилерот, посочувајќи на што треба да се внимава, за да се влезе во содржината. Што ќе видите следно, дека од тоа возило излегува лице кое што доаѓа до зидот на самиот затвор. Веднаш да појаснам, тоа лице преку зидот префрлува топка. Големината на топката не е обелоденета, на логична претпоставка е дека таа може да влие на промена на жанрот, па филмчето станува спортско, бидејќи теренот не дозволува. Најверојатно е во план да се игра на мали голчиња. Учесниците почнуваат да излегуваат. Се појавува затвореник за македонската јавност и во затворскиот систем поготово познат со иницијали ЖЖ и уште ЖЖ и уште еден затвореник со иницијали РК. Се гледа дека тоа лице говори на телефон и воедно двајцата бараат нешто низ тревникот. Станува појасно. Фалат играчи, па се прави напор да се обезбеди бројност за надпреварот да не пропадне. Улогата на судија има ЖЖ и тој инсистира да се обезбедат сите услови. Неговата упорност вродува со плод. Сите се на број. Затвореникот ЖЖ и понатака говори на телефон и бара нешто низ тревникот. Се поздравува со сите тие затворски полицајци. По проверката на теренот, двата тима констатираат дека условите се добри. Тревникот е искосен, има доволно играчи, мал проблем е адекватното осветлување, но не достига топката. Потрагата почнува. Вклучени се сите. Истите тие затворски полицајци со батериски лампи и они се вклучуваат во барање на нештото по тревникот од затвор. Но не фали само топката, туку заедно констатираат дека има проблем со регуларноста, бидејќи не се обезбедени сите услови за судијата. Си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Надпреварот завршува пред и да почне. Регистриран е со службен резултат, но делегатот побрал да се направи бар проверка, за да се знае кому ќе му се впишат бодовите, кој победува, а кој губи и каде е топката. По наредба на директорот, од сабајлето повторно се бара што барале во тревникот, се наоѓа топка во кеса, во која што се пронајдени 35 грама, веројатно бела, пошто е прашкаста материја кокаин, и околу 50 грама марихуана. И на крајот, очигледно е дека филмот завршува со хепи енд, но сосема е известно дека не станува збор за долгометражен, туку само за крај на една епизода од долгата сезона, со оглед дека веќе се најавува што следува во продолжение и на што треба да се обрне внимание. Тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земала телефонот на ЖЖ. Секој се натовари на Цеца, затоа што веќе никој не е ни до толку наивен, а уште помалку голта нафта.